И се враќаме назад во со новиот час од утринската програма на вашиот јавен сервис. Кажавме во 7 часот и 35 минути кога ја поставивме темата како индустријата 5.0 ги обликува професиите на иднината, дека некако ќе ја продолжиме до 8 часот и 35 минути. Во време кога технологијата се развива со брзина каква човештвото ретко ја видело, студентите се соочуваат со најголемата трансформација на пазарот на трудот досега. Факт е дека професиите се менуваат, исчезнуваат и се создаваат нови, од улоги кои комбинираат технологија и етика до професии што го ставаат човекот во центарот на иновациите, како што предвидува и современата визија за индустријата 5.0. Денеска ќе имаме чест да разговараме со Ангела Василевска, председателка на Универзитетското студентско собрание при УКИМ. Ангела е гласот на студентите, нивните предизвици, очекувања и визија за тоа што значи да се гради кариера во време на огромни промени, како треба да се размислува. Ангела, добро утро и добре ни дојде. Благодарам што прифати да поразговараме и на ова тема. Секако тука сме секогаш околу предизвиците на студентите, вашата работа. Меѓутоа ќе се согласиш и за овие теми треба да се зборува веќе се погласно и погласно. Да, секако пазарот на трудот е една битна тема која што и тоа како ги засега студентите со тоа што тие од факултет директно преминуваат во индустрија по завршувањето на истиот. Епа, ајде, нека биде првото прашање како студентите на УКИМ денес гледаат на променливоста на пазарот на трудот и новите професии што се појавуваат, што разговарате интерно? Па, со оглед на тоа дека нели трендовите се движат со една огромна брзина, така сметаме дека треба да се движиме и ние. Како што спомнав, пазарот на трудот е една интересна гранка во која што сите сме засегнати, но сепак со доволни вештини, некои стекнати надвор од факултет, некои стекнати на факултет, меки како и технички вештини, сметам дека е едно време каде што е малку потешко, но е баш убав предизвик каде што би можеле да се вклучиме во индустријата. Така. Според вас, колку младите се свесни за тоа дека многу од идните кариери ќе бараат вештини што не биле традиционално предавани на факултет? Како што спомнав и претходно, трендовите е факт дека се движат брзо, а со нив мораме да се движиме и ние. Факултетите според мене се овде да ни го дадат тој научно-истражувачки дел, односно теоретскиот дел, кој што ние и тоа како мора да го знаеме за да се вметнеме во праксата, а потоа тие нудат некои си дополнителни лабораториски вежби, но сепак најглавна улога овде игра приватниот сектор кој што мора да понуди пракси каде што студентите би виделе во реален свет како изгледа практичното, односно влегувањето во индустријата од дадената област. Кои се најчестите стравови, дилеми што студентите ги имаат кога размислуваат за својата иднина и кариера? Па стравовите сметам дека најголеми стравови се тие што сметаат дека најмногу би ги заменила вештачката интелигенција. Сега тоа сметам дека е стигма со оглед на тоа дека мене ми е матична дејност со тоа што сум студент на Финки. Не сметам дека вештачката интелигенција би ги заменила студентите, односно човечката сила. Напротив, сметам дека, како што спомнавте, со движењето на индустријата 5.0, за разлика од четвртата фаза на таа индустрија, каде што дава експлицитна дејност на дигитализацијата, оваа индустрија 5.0 дава акцент на човекот поврзан со дигитализацијата, поврзан со човековите вредности и истрајноста на нештата. Сега со оглед на тоа каде што вештачката интелигенција не може да ја замени нашата креативност и не може да реши проблеми во секунди, односно денови, зависи од потребата, не сметам дека вештачката интелигенција е предизвик кој што не може да се надмине, напротив, сметам дека е една помошна алатка која што може да се искористи за да се креираат многу поубави нешта и многу поубави идеи. Да ни биде од помош на сите. Да. Дали студентите доволно се охрабрени да комбинираат денес различни дисциплини? Мислам на технологии и општествени науки, етика, иновации, уметности и инженерство. Со оглед на тоа дека фаќаме голем таргет, не можам да кажам целосно за целата таргет група, но сметам дека поголем дел од студентите се заинтересирани за комбинирање на интердисциплинарните вештини, но сметам дека тоа не само што е модерно, туку и неопходно во ова време каде што
не е возможно чисто само од нашата индустрија да направиме една доволно скалабилна идеја која што би била приспособлива за целото општество. Можеби би било делче од решение, но со интердисциплинарните активности се спојува една голема идеја која што потоа и тоа како помага на општеството и развивањето на работите за сите. Сега хакатоните се едно од нештата со кое што компаниите ги поттикнуваат студентите од различни области да ги комбинираат своите идеи и да дојдат до едно револуционерно решение, можам да кажам, од различни области, каде што студентите практично може да видат зошто комбинирањето на тие баш различни дисциплини е корисно. Така. Кои вештини сметате дека најмногу им недостасуваат денес на младите за да ги дочекаат поподготвени новите работни места кои што ги носи оваа нова индустрија 5.0? Зборувам за технички, креативни, комуникацијски, аналитички. Како што кажав, голем е таргетот и не можам да се посветам само на една вештина. На некој дел од таргетот, односно на некоја дисциплина, мора да се подпомогне со друга дисциплина, односно со меки вештини. На некоја друга дисциплина, односно индустрија, мора да се подпомогне со дигитални вештини, за целото тоа да изгледа добро и да може практично да се внесе во индустријата и да се вметне во досегашните трендови. Така. А каква поддршка очекуваат студентите од универзитетот за полесен премин од академскиот кон професионалниот свет? Универзитетот, како и Универзитетското студентско собрание, сметам дека мора да бидат еден мост помеѓу приватниот сектор како и студентите, заради тоа што праксата и тоа како е битна се со цел студентите полесно да можат да навлезат во индустријата и на своја рака да осетат како е тоа да теоријата ја применат во некое практично решение. Така. Индустријата 5.0 и во нејзиниот контекст заклучивме и со претходното гостување дека човекот и технологијата функционираат заедно, се во една синергија. Колку студентите во Македонија доволно се подготвени за работа во мултидисциплинарни интеркултурни тимови? Сметам дека моите генерации се доста отворени за работа во мултидисциплинарни активности, со тоа што пак ќе ги спомнам хакатоните и различните работилници кои што ги организираме се од доста мултидисциплинарен карактер и тие дури и да не се заинтересирани за тоа, некако природно мора да се вклучат се со цел да победат, да освојат, да најдат некое подобро решение, да се надпреваруваат со колегите, така да сметам дека силата не е баш во знаењето чисто од нашата област, силата е во комбинирањето на различни области каде што може да дадеме едно комплетно, целосно формирано решение. Така. Каква улога треба да играат студентските организации во информирањето и насочувањето на студентите за модерните професионални трендови? Студентските организации тоа како треба да се вклучат во организирање на работилници за тие различни интердисциплинарни активности, каде што ги надополнуваат една индустрија, ја надополнуваат со некои основни знаења за друга индустрија, се со цел нив да им биде појасно и попрактично да може да сватат зошто и како се комбинираат тие вештини. Баш заради тоа ние реагираме, односно се согласуваме дека кампусите како што се например технички кампус, општествен кампус, медицинските, односно здравствените факултети, стоматолошки, медицински, фармацевски, се комбинирани на едно место со тоа што студентите од повеќето индустрии можат да направат едно комплетно и формално решение, а не само дел од служувалката. Така. Дали мислите дека македонските универзитети треба да воведат некои нови предмети или форми на учење поврзани со идните професии? Вака, со движењето на модернизацијата, со движењето на трендовите, секако неопходно, како што е брзината на движењето на трендовите, да се движи брзината и именувањето на наставната програма и некои други нови предмети кои што би ги насочили Колку го следите вие студентите. како студенти тој процес и дали сте задоволни од динамиката, еве да бидам подиректен во тоа прашање, да не одговараме дипломатски? Што велат студентите, дали се задоволни? Дали факултетите ги следат трендовите или малку сме спори тука? Можеби малку доцниме со трендовите, но сепак ние како студентско собрание се трудиме колку што може повеќе во наставата и науката да воведеме мултидисциплинарни активности, каде што ќе воведеме повеќе предмети
од различни сектори на еден факултет. Да, тоа бара и соработка, нели, на овие студентски организации со самите факултети. Верувам дека ја имате комуникацијата, задоволни сте од комуникацијата и од соработката, се слушаат ли вашите идеи и предлози? Па можам да кажам дека имаме добра соработка. Сега за слушањето на предлозите и идеите ќе видиме за понатаму, затоа што секако моментално изготвуваме стратешки план кој што најверојатно би го оствариле, но секако за да се оствари нешто треба малку време, така да сметам дека е доста доволна соработката, бидејќи за нешто се оствари, доколку имаме добра комуникација, мислам дека е можно. Така. И за крај, Ангела, кои би биле трите најважни совети до студентите кои денес се обидуваат да изградат кариера за еден свет што се менува побрзо отколку што можеме да предвидиме? Сметам дека најдобри совети моментално би биле да се вклучат во што повеќе работилници и хакатони и да немаат стигма дека некоја нова индустрија или некој нов предизвик или нешто што не е од нивната бранша би било страшно, напротив, тоа е баш интересно. Баш би било добро да се споите со колеги од различни факултети каде што ќе ги поврзете знаењата и верувајте дека многу брзо се надокнадуваат знаењата кога имаме експерт од една област, ако можам да кажам, и експерт од друга област.